издание на Newsflash ке гледате. Американците го слават денот на трудот, празникот во чест на работничката класа во САД. Џо Бајден за прв пат се вклучи во политички чувствителната тема околу претресот на FBI во резиденцијата на Трамп. Што е најново во филмската индустрија? Преводиме во Холивуд. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журнал од Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски. Бајден денес ке учествува на неколку места по повод прославите за националниот празник Денот на трудот. А Белата куќа соопшти дека Бајден ќе одржи говори и во Милвоки, Висконсин и во Питсбург, Пенсилванија, за да го истакне достоинството на американските работници. Председателот меѓу другото ја истакна својата поддршка околу мерката за сојузната држава Калифорнија која ќе им даде на земјоделските работници повеќе начини околу синдикалните избори. Владата треба да работи и на отстранување, а не на подигнување на бариерите за организирање на работниците, но на крајот работниците мора да направат избор дали ќе организираат синдикат, рече Бајден. Законодавниот дом на Калифорнија го одобри нацрт законот кој ќе им дозволи на работниците да гласаат во синдикатот по пошта, но гувернерот на Калифорнија Гевин Њусом се спротистави на мерката во незината сегашна форма, при што портпаролот ја наведе загриженоста дека системот не е тестиран и нема неопходни чекори за заштита на изборниот интегритет. Празникот во чест на работничката класа во САД за прв пат беше прославен во 1894 година и вклучуваше паради и други настани во градовите низ целата земја. Денот на трудот исто така представува неофицијален крај на летото и последниот проложен викенд за луѓето кои патуваат, како и за многуте деца кои треба да ја започнат својата учебна година. За прв пат председателот Џо Бајден се вклучи во политички чувствителната тема за неодамнешниот претрес на FBI во резиденцијата на поранешниот председател Доналд Трамп во Флорида, нарекувајќи ги републиканските напади врз Американската федерална агенција за спроведување на законот гадни. За време на настанот на кој го промовираше неговиот план за спречување на криминалот во сојузната држава Пенсилванија, Бајден ги повика републиканците за нивните вербални напади врз FBI. Болно е да се гледаат вакви напади врз FBI, закани по животот на агентите за спроведување на законот и нивните семејства, затоа што едноставно го спроведуваат законот и си ја вршат работата. По претресот во Мар-а-Лаго, резиденцијата на поранешниот председател Доналд Трамп на Флорида, на почетокот на овој месец, поддржувачите на Трамп повикаа да прекине финансирањето на FBI. Ни треба нешто што ќе ја замени оваа агенција, бидејќи не верувам дека може да се реформира. Таа е надвор од контрола и ги крши правата на луѓето, а ние не го поддржуваме тоа. Бајден исто така ги нападна републиканците затоа што ги бранеа сторителите на упадот во Американскиот конгрес на 6 јануари. Дозволете ми да им го кажам ова на моите пријатели републиканци во Конгресот, немој да ми кажувате дека го поддржувате спроведувањето на законот ако не го осудувате она што се случи на 6 јануари. Не ми го кажувајте тоа. На чија страна сте? Коментарите на Бајден укажуваат на значајна ескалација на реториката во кампањата пред конгресните избори во ноември, каде републиканците се надеваат дека повторно ќе ја превземат контролата врз Конгресот. Тоа е незгодна работа. Се има простор за политички навигации, да се залага за владење на правото, но при тоа да не биде очигледно дека ја користи моќта на владата, моќта на одделот за правда за гонење на непријателите. Говорот на Бајден е дел од турнејата за промовирање на неговите најнови легислативни победи, вклучително и онаа за безбедност на оружјето донесена претходно оваа година по масовните убиства во Увалде, Тексас и Бафало, Њу Јорк. Бајден ги критикуваше републиканците што се спротивставија на неговиот предлог за враќање на забраната за оружјето употребено во двата случаи. Белата куќа соопшти дека планот на Бајден за спречување криминал по безбедна Америка вреден 37 милиарди долари ќе спаси животи и ќе ги направи заедниците побезбедни. А на другата страна од светот, жените во Авганистан се соочија со драстично опаѓање на нивните права една година по доагањето на талибанците на власт и повлекувањето на американските војници и покреветувањето на администрацијата на Бајден дека ќе ја искористи целата моќ да ги заштити.
Во изминатава година по доаѓањето на талибанците на власт во Авганистан, жените и девојчињата се соочија со драстично назадување на нивните права и покрај, како што вели Белата куќа, незините постојани напори да изврши притисок врз исламистичката група. За време на хаотичното повлекување минатата година, Белата куќа се фалеше со незиното влијание во државата. Имаме огромна моќ, вклучувајќи економска моќ, како и моќ да им ставиме јасно до знаење на талибанците околу координацијата да продолжиме да ги извлекуваме американските граѓани и нашите партнери. Но по преземањето на власта минатата година, екстремистичката група им забрани на најголемиот дел од девојчињата да одат во училиште, принудувајќи ги да одат во тајни училишта, како што им наредија и на жените да го покриваат лицето и престанаа да им здаваат возачки дозволи. Групата вели дека овие наредби произлегуваат од строгата интерпретација на исламот. Притисокот од САД не е доволен, велат аналитичарите. Во суштина е моќ што не функционира. Прашање на време е кога ќе го признаеме тоа. Тука е и прашањето за дипломатско признание, но тоа е за понатаму. Се работи за други видови на помош, како одмрзнување на резервите на Централната банка. Сите тие прашања се на прво место, дури и тие се моќ што во суштина не функционираа. САД не се единствената држава која ги поддржува жените во Авганистан. Арапските држави, вклучувајќи ја Саудиска Арабија, се обидоа повторно, но без ефект. Аналитичарите велат дека санкционирањето на талибанците доведе до хуманитарна криза што непропорционално ги погоди жените и децата и би можело да го загрози главниот американски приоритет за Авганистан, а тоа е да спречат државата повторно да стане рај за терористи. Мислам дека многу во Авганистан би ги обвиниле САД за сегашната ситуација со хуманитарната криза поради нивните санкции за талибанците, како што се забраната за влез на пари во државата, бидејќи не доаѓаат пари, има економска криза. А што сакаат жените во Авганистан? Сакаме да живееме како луѓе, а не како затвореници во кафес, а нашите мажи да одат да питачат за храна. Но за 19 милиони жени и девојчиња во Авганистан, ваквото барање е одбиено. А што е најново од светот на технологијата? Што е најново во филмската индустрија за да се направи компјутерска анимација? Технологијата за фаќање на движење долго се употребува во области како армијата и медицината. Лекарите ставаат сензори на пациентите кои се опоравуваат за да ги следат нивните движења. Во Холивуд актерите се облекуваат во така наречени мокап костуми за да направат анимација на движење што ќе изгледа природно. Новината е во тоа што за вакво нешто со новата технологија нема да е потребно актерите да скокаат во специјална облека. Наместо тоа, анимацијата ќе биде направена со софтвер на вештачка интелигенција што ќе рендерира аватарска верзија на лице од видео. Треба прво да развиете разбирање за тоа што покажува видеото во 2D и потоа да креирате врска меѓу него и датата од земјаната вистина на ротацијска дата. Надежта е дека користењето на вештачка интелигенција во филмската индустрија ќе заштеди време и пари. Во студиото Rouge Mocap во Лос Анџелес, кој работело на многу познати филмови и видеоигри, се уште се употребува традиционална технологија за фаќање на движење и мокап костуми за правење анимација. Овој костум што го носи Робин во основа е база на која се ставаат овие маркери кои се покриваат со рефлективен слој. Нашата камера ќе испраќа инфрацрвена светлина врз ова и светлината ќе се одбие, така што камерата ќе регистрира каде е маркерот. Сол вели дека софтвер на вештачка интелигенција ќе замени голем дел од работата на анимацијата, особено во постпродукцијската работа, но за тоа ќе треба уште неколку години да влезе во големите студија за продукција, а во меѓувреме актерите ќе продолжат да носат вакви костуми. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Имајте убав ден. Пријатно.